Не добив поддршка заради други. Министерот за правда Кренар Лога беше гостин во претходното издание на 360 степени. Кога во дел од разговорот беше соочен со прашања за условите во затворот Идризово, без да биде директно прашан, тој го сврте фокусот кон судницата непосредно до затворот, изградена со пари од ЕУ и САД, а досега употребена за нула судење. За мене се направени некои грешки во чекори, како што беше изградбата на просторот каде требаше да се држат Што е со таа судница? Никако судницата. да. Значи, Таа не проработе, така? Па нема никаква логика вие да ги земате луѓето од центар на Скопје и да ги носите таму со Бидејќи притворениците се главно во Скопје. Па не, таа градба беше врзана само со диво населје. И веќе кога заврши тој случај, веќе таа инвестиција вас не ви е потребна. И таа нема никогаш да биде ставена Па во не функција. верувам, јас не знам според мои информации, не верувам дека А ако некогаш се ќе реорганизира Може пристапот, се- да речеме, притворениците таму да се носат? Не знам, значи не бидејќи за тоа прашање мора да има комуникација и координација и со судски совет. Министерот во заминување, народски кажано, тури пепел на она што во јавноста беше представувано како најголемата судница во државата. Но со турањето пепел на зградата, Лога не го затрупа само објектот, туку и дел од напорите на пријателските држави, земјава да стане правна држава. На крајот на краиштата, судницата беше платена над 1,3 милиони евра. Пари пред се на даночните обврзници на земите членки на Европската Унија, но и на Соединетите Американски држави. Еве како и зошто ЕУ и САД ни ја правеа судницата. Првото свечено отворање на судницата се случи на 21 мај 2020 година. Објектот од околу 1000 метри квадратни го промовираа тогашната министерка за правда Рената Десковска, заедно со шефот за соработка во делегацијата на ЕУ Никола Бертолини. Во делегацијата беа и јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љубомир Јовески, председателот на Кривичниот суд Скопје Иван Џолев, како и директорот на управата за извршување на санкциите Јовица Стојановиќ. Остана само државата да купи мебел и безбедносна опрема за да почнат судењата. Но речиси 2 години подоцна, во јануари 2022 година, кога добивме дозвола да направиме репортажа од објектот, тој беше празен. Во овој дел, како што гледате, недостасуваат делот за столчиња и фотели евентуални. Ќе има од сето тоа, ќе биде опремено и ќе биде функционално. Кога веќе чим спомнавте? Кога? Тоа е веќе малце тема за анализа од повеќе службени лица. Стоилко Милоевски, кога управата за извршување на санкции го делегираше како домакин за репортажата, е архитект ангажиран на конкретниот проект. Не и лице одговорно за јавни набавки. Тогашниот шеф на институцијата, Маријан Спасовски, остана на ставот дека процесот за опремување на судницата не е запрен. Во овој момент во тек изработка на техничка спецификација за мебел за доопремување на судницата. Од главниот донатор, Европската Унија, тогаш покажаа делумно разбирање за одложувањата поради ковид кризата. Но кажа и дека добиле ветување. We are in close touch with the authorities, with the Ministry of Justice, that this will be the case soon, and that in the first half of this year it's foreseen that it will be functional. Не помина ниту еден месец, а што туку избраниот министер за правда Никола Тупанчевски беше соочен со срамот за изградената, а не употребена судница. Чи треба да речеме дека некој кој што дал пари, таа судница да се најде таму, завршена е зградата, направено е се. Ја видовме во слика во телевизиска репортажа. И тука одеднаш некаква немарност, неодговорност ги застанува сите работи. Тоа не е одговор, не можеме да се држиме пребрзо. Не. Ние сме неодговорни и безчувствителни за последиците кои што ги правиме. Би ме задоволила ако вечерва да речеме кажете, моја амбиција е дека притворското одделение до крајот на годината не сме повеќе да изгледа вака. До крајот на ова недела, значи тоа е утре. Денес сме четврток, тоа е петок, дека треба ќе биде распишан оглас. Ќе има тендер до крајот на март месецот и веројатно очекувам моите очекувања или амбиции. Па мислам дека се реални амбиции. Не се хипертрофирани. Напротив, мислам дека се реални амбициите, дека
Еви, со рокови, така е најубаво, значи можеби пред одморите ќе имаме ние за што да се пофалиме. Помина летото со одморите. Почна есента. Судницата не се отвори, а дојде ред министерот Тупанчевски да гостува и во емисијата 360 степени. Кажа дека претходното ветување било и помалку наивно, врз основа на информациите што ги добил, што току седнат во фотелја. И даде ново. Ќе биде до нова година. Ајде сега вака, да не ветувам. Од одбори на нова година. Да не ветувам и овој пат да не излезе дека не го исполнувам ветувањето, јас ќе се обидам, вие да бидете исто така поканети како гости. Денеска сме 11 ноември. 11 ноември. Ајде да речеме до крајот на ноември. Може? Точно на последниот ден од второто ветување на Тупанчевски, судницата се отвори. Повтор пат. Јас се радувам што еве првиот пат не го исполни ветувањето, меѓутоа овој пат нели на една дебатна емисија спомнав дека ќе биде до крајот на јануари, до крајот на ноември, еве до крајот на ноември и еве можам да се пофалам или да бидам задоволен од тоа што сум го исполнил ветувањето. А освен министерот, зборува и оние што ги донираа парите. Евроамбасадорот Гир потсети дека судницата, меѓу другото, е важна за да се избегнат судења од висок профил во центарот на Скопје. And we've seen in the past how disruptive this can be, including in cities such as Skopje. Of course, holding a trial here must not affect the right to a fair trial, including the presumption of innocence, the right of defence, as well as the rights of victims. All procedural and substantive rights should be respected. Заменик амбасадорот на САД пак потсети дека судницата е направена за на државата и на странките во постапките да им штеди пари и време. Must be used to deliver efficient justice, preventing delays, for example, by an absent detainee who could not be transported to the courtroom, and it must be used to conserve resources that are otherwise spent on prisoner transport or security. And it must be used to make sure that our joint investments are worthwhile for the citizens of North Macedonia. Година и половина по второто отворање на судницата и повторно по нула судења одржани во неа, актуелниот министер рече и дека по овој терк сигурно ќе има и трет пат, бидејќи пак нема да работи. Тоа што сака да го кажеме дека таа инвестиција требаше да е на крај, бидејќи вие немате веќе кели празни, немате кели според стандардите што ги бара ова CPT. И повторно тропнавме на стара адреса. Делегацијата на Европската Унија во земјава. Сега со прашање, каков став имаат по изјавите на министерот Лога, дека судницата била само за диво населје, односно дека нема употребна вредност. Судницата во Идризово е лоцирана веднаш до затворот Идризово и 20 минути од притворскиот центар затворот Скопје. Судницата исто така е на 1 час возење од притворските оделенија во Куманово и Штип, со што се покрива околу 90% од целата популација. Со тоа, таа е добро поставена за да врши важна функција, како центар за судење во претходна и во судска постапка. Како директна реакција на Лога, од ЕУ потсетуваат и дека голем дел од затворениците во Идризово се повратници, па потреба од судница до затворот има и сега. А во иднина ќе биде и поголема знаејќи ги плановите дека и во Идризово треба да се гради притворско оделение. На прашањето пак, кои чекори ќе ги превземе ЕУ бидејќи се потрошени 1,3 милиони евра на нивните даночни обврзници. Засега за џабе, од делегацијата во Скопје ни одговорија. Првенствена одговорност да осигура дали парите на даночните обврзници на Европската Унија се користат ефикасно во Северна Македонија е на владата на земјата. И затоа очекуваме дека властите целосно ќе ја искористат помошта која што Европската Унија и ја дава на Северна Македонија. Од делегацијата во Скопје додадоа и дека земјава има обврски согласно Европската конвенција за човекови права, во затворите да се почитуваат основните човекови права. Тука се и препораките од Комитетот за превенција од тортура. Сите овие прашања, велат од ЕУ, ќе останат важни во комуникацијата со властите. А бидејќи на повидок е нова влада, кој да очекува да стане министер, веќе треба да планира дека ќе треба повторно да ја пушти во употреба судницата во Идризово. Овој пат вистински.